11. мај е денот на сообраќајната култура. За тоа колку ние како учесници во сообраќајот сме културни и колку знаеме да ги почитуваме пропишаните правила и за еден интересен настан кој што ќе се случува токму овој викенд на 13. мај в сабота. Јас внимавам, безбедно возам. Ова утро ќе разговараме со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Дејан, најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Да почнеме од она што е актуелно, односно настанот, дефилето кое што ќе се одржува токму в сабота на 13. мај. Јас внимавам, безбедно возам, дефиле на мотоциклисти и велосипедисти. Како дојдовте еве до идејата за да го направите токму овој настан? Првин ќе потсетам дека секоја година тоа го правиме со разноразни рути, но генерално секоја година во рамките на кампањите кои ги прави Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, заедно со својот партнер МВР, Факултетот за безбедност, и во овој пат се вклучуваат и секоја година се вклучуваат велосипедските здруженија и мотоциклистичките. Годинава е влезена и компанијата ОКТА, која ни помага како коорганизатор на овој настан со доделување на рефлектирачки светла за велосипедите и заштитни кациги. Исто така морам да кажам дека во сабота почнува, јас внимавам и безбедно возам, во 11 часот околу 100 велосипеди ќе тргнат од велосипедската патека кај Holiday Inn, а во 11 часот и 30 минути моторциклистите токму од тука кај Лотусов цвет фонтаната ќе тргнат. Дестинацијата е платото пред Јане Сандански во аеродром спортската сала, каде во 12 часот ќе се обрати помеѓу останатите и министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски, но и представници на Републичкиот совет за безбедност, ОКТА, велосипедските здруженија, пред се до врв мотоклубот Безбедност и Здруженијето на велосипедистите за планински и планински туризам, како и Bike Riders. Така да повикаме до граѓаните во 11 часот или во 11 часот 30 минути сите дојдете, ќе направиме една безбедносна рута до таму. Целта на ова движење е практично да ја унапредиме безбедноста во сообраќајот, да покажеме како треба. Едно дефиле кое ми се чини дека ќе довие некакви позитивни насоки кон граѓаните и учесниците во сообраќајот. Да, често во изминатиот период сме сведоци на жртви или на повреди токму на мотоциклисти, па и на велосипедисти. Кој се може еве да учествува на ова дефиле? Дали може би треба претходно негде да се пријават учесниците или едноставно само треба да дојдат на местото? Не, ова е слободно граѓанско движење каде што ние го организираме заедно со МВР, Факултетот за безбедност, со нашите партнери, во случајот ОКТА, велосипедските и мотоздруженијата, како и прв до врв и Црвен крст, и сите ние. Целта е едно слободно движење каде што ќе има една траса која ќе можат граѓаните кои со велосипед, кои со мотоцикл да тргнат. Значи многу е важно да повторам уште еднашка, во 11 часот се трга од Holiday Inn, зборувам за велосипедистите, во 11 часот и 30 минути од тука, од градски парк, тргаат мотоциклистите, со цел сите да се собереме на платото пред спортската сала Јане Сандански, од таму еве да ќе има едно мало дефиле, каде што уште еднашка ќе се упати порака: возите, бидете внимателни, возите безбедно, без разлика дали сте велосипедист, мотоциклист, пешак или управувате моторно возило. Ова е се во рамките на кампањите кои ги правиме секоја година, низ цела година, во зависност од календарот на активности. Во случајот сега ова го правиме, не се чекаат и други кампањи, се разбира. Да, денеска е денот на сообраќајната култура, па колку ние еве како нација сме културни кога се приклучуваме во сообраќајот? Па каква култура имаме како нација, така имаме и сообраќајна култура, но шегата на страна, се трга од таа сообраќајна култура, бидејќи правилата, прописите, пропишаната сигнализација, законите и сето тоа треба да се почитува, но има едно непишано правило, тоа е сообраќајна култура. Понекогаш треба да бидете покултурни, па дури и да имате некаква предност во сообраќај, се со цел за да се намалува нервозата, тензијата, а таа тензија и нервоза секогаш може да предизвика несакани постапки кои можат да имаат последици. Денешниот ден, практично според мене лично, а и верувам според многумина, е главната
работа за намалување на жртви во сообраќајот, тоа е да имаме сообраќајна култура, да ја подигнеме јавната свест, бидејќи оттаму трга се. Колку сме културни во животот, толку ќе бидеме културни и во сообраќајот. Да, сите некако брзаме во ова брзо и модерно време, па се потензично станува во сообраќајот во изминативе неколку години и се почесто се среќаваме со некако нервозни возачи. Кои се оние правила кои што најчесто се прекршуваат кога станува збор за сообраќајот? Дали имате вие некаква евиденција како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата кои што често се среќава со токму прекршување на правилата и прописите во сообраќајот? Евиденцијата и статистиката ја прави нашиот партнер МВР, јас не можам да го зборувам у тоа име, бидејќи таа се менува како статистика. Она што можеме да го забележаме, се работи за сообраќајна култура, па на пример секогаш го давам примерот дека пропишаната брзина во град е 50 км на час. Вие сте обврзани законски да возите 50 км на час и кога се празни улиците и кога се полни, во смисол на тоа дека тоа е максималната брзина за движење во сообраќајот. Што е сообраќајна култура? Па сообраќајна култура не мора да ве види некој дали сте возеле 60 ноќно време кога нема ни една кола на патот, туку сообраќајна култура е да возите повторно 50. Не се работи дали ќе ве види полицаец за да ве казни или да ве запре. Се работи за тоа вие да го почитувате. Тоа е културата, тоа е етиката. Од друга страна, сообраќајна култура е секако ако некој запре пред вас, не да му свирите веднаш. Може има дефект, може да нешто се случило. Значи сообраќајната култура е култура која е и култура во општото живење. Што се однесува до вашето прашање, сепак и натаму остануваат највеќе прекршоци од типот на возење под дејство на алкохол, за жал, која кај нас има една лоша традиција дека со едно-две можете да возите. Реков за пропишаната брзина пред се во град, но и со неносење на заштитен ремен и она што освен тоа што правиме кампањи за носи појас да ви го спаси животот, се и мобилните телефони, да не се лажеме, бидејќи кога ќе застанете во возило на црвено светло и додека чекаат луѓето да се запали зелено, ако се погледнете лево или десно, речиси сите се гледаат во мобилните телефони, без малку ќе им легнат милиарди евра, па се многу заангажирани. Шегата на страна, тоа се ситните прекршоци, низ кои се прогледува низ прсти, но значително може да го загрозат безбедноста на сообраќајот. Па тој нема да види дека се запалило зелено светло, а позади ќе почнат луѓето да свират, нели? Бидејќи секунда од кога е зелено, тој се уште не запрал. Затоа велам, овие кампањи кои ги правиме заедно со нашите партнери има за цел да ја унапредат културата, безбедноста и да подигнат јавната свест кај сите учесници во сообраќај, бидејќи доколку ги почитувате правилата и прописите, сообраќајната пропишана сигнализација и културно се однесувате, имате висока етика и морал, ќе имаме нула жртви во сообраќај. Се друго ќе биде ова што се случува, бидејќи сообраќајот се зголемува, возила имаме многу повеќе од што имавме во минатото, имаме поголем број на учесници во сообраќај и сето тоа е, доколку нема некакви правила, може да дојде до несакани последици. Да, го споменавте возењето автомобил под дејство на алкохол. Ни следуваат и матурските прослави веќе од наредната недела почнуваат. Токму и за тоа имате вие кампања која што веќе посетивте неколку училишта низ Републикава, каде што токму матурантите ги предупредувате, односно ги посочувате дека не треба да возат за време на матурската вечер. Секоја година во рамките на кампањите имаме и оваа кампања апел до матурантите кои на таа убава вечер кога им завршува, да кажеме, детството и почнува нов живот, одат да ги прослават завршувањето на средното училиште. Апелираме да не ги земаат, да не одат со возила, бидејќи, знаете, и поради годините тоа се или неискусни возила, освен што не смеат законски да возат доцна навечер, немаат ни доволно искуство. Од друга страна, свесни сме на традицијата и знаеме како се прославува кај нас, па дури и матурантите, значи со алкохол, и оттаму апелираме матурантите да не одат со возила,
своји, туку или да ги однесе некој до дома или да одат со такси. Од друга страна, овој апел и апел до родителите да не им ги дават своите автомобили на децата, бидејќи нема да го наградите своето дете со тоа што ќе му го дадете автомобилот да оди таа вечер на матурска прослава, туку можете да предизвикате некакви несакани последици. Оттаму апел, ние имавме уминатото едно малку чудно мото, беше не си фраер ако загинеш на матура, малку грубо звучи, но тоа ми се чини покажува се. Одете си на матурски прослави, прославете, а како што мислите дека треба, но немојте да управувате со моторно возило, бидејќи од таков еден убав миг можете да предизвикате некаква трагедија. Дејан, се надевам дека со овие кампањи кои што интензивно ги правите како Републички совет за безбедност на сообраќајот и патиштата, дека заедно и со нас и со медиумите ќе ја подигнеме и свеста кај луѓето за се поодговорно однесување кога се работи, нели, за вклучување и приклучување во сообраќајот. Овие кампањи покажуваат по број дека имаат ефект, бидејќи граѓаните по намалување на бројот на сообраќајни инциденти, односно жртви, без разлика дали е со смртен исход или со повреди, имаме намалување од година во година, имаат ефект кампањите, ние сме малку досадни, но со помош на вас медиумите сме присутни во етерот да ги подсетиме граѓаните. Бидејќи сообраќајот и брзото живење денеска стана една рутина, сите ние влегуваме во возило, не ни размислуваме, одиме од точка А до точка Б за преокупирани со своите проблеми и понекогаш не сме доволно концентрирани за некоја, нели, додека сте на улицата или на патот. Овие кампањи ми се чини и докажано е дека на момент ќе ги потсетат граѓаните, учесниците во сообраќајот, што може да се случи доколку не се концентрирани или доколку не ги почитуваат овие правила и прописи. А тоа се разбира е дека мора да се почитуваат и не е важно дали ќе ве види полицаец да ве казни или можеби ќе се извлечете. Вие сте во ризик ако возите брзо, вие сте во ризик ако сте под дејство на алкохол, вие сте во ризик ако не ги почитувате правилата и прописите, па дури и да не ве види некој да ве казни. Благодарам, Дејан, и секако ќе апелираме пред се до родителите да не дозволуваат своите деца да одат на матурска вечер со автомобил и ќе ве поканиме сите вие кои што сте мотоциклисти и велосипедисти да се приклучите на дефилето кое што ќе се случува токму в сабота на 13 мај.